Време е за најновото информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. И во овој дневник ви ги пренесуваме најновите информации и избиднувања од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Младинскиот хор Свети Кирил и Методи со 2 први награди во Москва. Основното училиште Свети Кирил и Методи Велес слави 160 години културна и просветна дејност. Земјоделците ги добиваат субвенциите. Исплатена е за останатата финансиска поддршка за 2015 година. Комплетно заврши асфалтирањето на автопатската делница Демир Капија Смоквица на автопатот Александар Македонски. Градежните активности се комплетно завршени. Останува да се постави заштитна ограда на одредени делови и да се изврши електрофикација на истата. Денеска увид на градежните активности изврши лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски заедно со министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Тие разговараа околу финалните активности на делницата, која е во должина од 28,2 километри, а се очекува да биде завршена за неколку недели. Наша екипа беше на лице место. Да погледнеме дел од разговорот. Заклучно со денес целото асфалтирање се завршува. Се завршува и се продолжува со еластичната ограда се монтира. Така. И остануваат уште 2 работи, тоа е електрификацијата и еден далековод што е горе на планината, што вчера МЕПСО го опиша односно направи елаборат, се запишува во катастер и мора тој да се дислоцира. Тој ќе одземе на 3 месеци, може да. Тоа е сепак стручна работа, веќе се избрани изведувачи, тој да се заврши, а меѓу време ќе прават тестирање на самиот автопат во тој период. Да видат завршни работи, тунелите сега се бојат, се привршуваат и така натаму. Значи патот е веќе спремен за возење, денеска последното паше се асфалтира. Да. Инвестицијата вкупно беше 218 милиони евра, од кои околу 40 се грант од Европска унија. Да, точно. Останатите се заем од Европска банка и плюс дополнително имаме и за обнова и развој, плюс од јавното предпријатие имаме средства што се вложуваат директно од буџет и од Министерството за финансии се. 29 километри, 28 и нешто. 29 километри. 29 километри. Но да. Така. Одлично, ова е одлично завршена работа. Ова е највисокиот, најдолгиот мост во суштина, така? Највисок мост, 95 метри висината, да. Еден од поголемиот број 4. 95 метри. 95 метри, да. И како што може да се види, готов и завршен. Сега останува од едната страна да довршат со еластична ограда, на тој дел е веќе поставена, може да се види дека и уличното осветлување веќе се постави. Значи, она што се довршува сега во наредните неколку недели е да се дозаврши оградата, да се дозаврши сигнализацијата и да се дислоцира еден далековод. Да, тој е горе на планината, не е де факто тука на лице место, но поради аговод мораме да го дислоцираме заради безбедност. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски посетата во Демир Капија ја искористи да направи увид и на веќе завршеното мултинаменско игралиште 23 октомври. Младите веќе го користат игралиштето за колективни спортови, а најмногу е посетено во вечерните часови. За изградба на игралиштето се потрошени 9 милиони денари, а истото е комплетно осветлено и оградено. Да ја погледнеме изјавата од председателот Никола Груевски. Третата точка денеска ми беше овде во градот Демир Капија, некаде на средината на градот, каде што е изградено ветеното од нас мултифункционално игралиште, ветено пред граѓаните, ветено во нашата политичка програма. 9 милиони денари инвестиција, Агенцијата за млади и спорт го заврши тоа навремено и успешно. Професионално изградено игралиште и како што дознав од градоначалникот на Демир Капија, веќе масовно го користат сите граѓани на Демир Капија, веројатно најмногу не младите, но исто така и повозрасните за спорт и рекреација може тука да доаѓаат. Ова е прво такво игралиште во Демир Капија и кога е прво, веројатно има и една поголема вредност. Тука се изгради и спортска сала, така што Демир Капија доби и спортска сала, доби и мултифункционално игралиште за фудбал, мал фудбал, за кошарка, за баскет, за ракомет, одбојка и така натаму. Општинската организација на СДСМ Велес преку пресконференција го критикува работењето на фабриката за шински возила Колска. Директорот Алчев испрати писмена реакција.
Од Општинската организација на СДСМ Велес повторно одржаа пресконференција во која го критикуваа работењето на фабриката за шински возила Колска. Велат работниците постојано се соочуваат со доцнење на платите, а немаат ниту здравствено осигурување за нив и нивните семејства. Ние јавно овде кај ја користиме оваа можност јавно да поставиме прашање каде е директорот Борис Алчев, знае ли тој и дали се уште раководи тој со фабриката, а според информациите кои што ги имаме, 4 плати не им се исплатени на работниците во Колска. Стојанова Богоевска најави ревизија на работењето на оваа фабрика и секоја неправилност и секоја злоупотреба врз работниците, како што рече, ќе биде санкционирана. Писмена реакција испрати директорот на Колска Борис Алчев, во која се вели: СДС никогаш не се грижала за Колска и повторно за политички цели ги искористи вработените во фабриката за шински возила. Доказ за тоа се штетните политики кои ги спроведоа со чии последици предпријатието и вработените се уште се справуваат. Господа од СДС, народот ја препознава вашата игра. Има ли потреба да ве подсетуваме кој Колска ја оддели од македонски железници, но и заветувањето за влез на францускиот инвеститор во оваа фабрика, се вели во писмената реакција. Кривична пријава против 26-годишниот ДП од Демир Капија поднесе полициска станица Неготино поради постоење основи на сторено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични други, психотропни супстанции и прекурсори. Имено на 12.10.2016 година во Демир Капија извршен е претрес во домот и помошните простории каде што живее пријавениот, а при тоа е пронајдена и одземена 1,58 грама марихуана. Во конкуренција на 180 хорови од повеќе земји од светот, младинскиот црковен хор Свети Кирил и Методи го освои првото место за најдобра изведба на православна духовна музика, а нивниот ментор Веселинка Маџарова е избрана за најдобар диригент во категоријата световна музика. Денеска тие имаа прием и средба со градоначалникот Славчо Чадиев и митрополитот Повардарски господинот Агат Ангел. Младинскиот хор Свети Кирил и Методи освои прво место на 15-тиот меѓународен музички фестивал, кој во Москва се одржа од 11 до 14 мај, а во организација на Министерството за култура и Министерството за образование на Русија. Диригентот Веселинка Маџарова освои награда за најдобар диригент меѓу 180 диригенти на фестивалот, додека во конкуренција од 60 хорови младинскиот хор ја освои првата награда во световна категорија. Во световна категорија за Москва композиција изведувавме. Одевме втора композиција со Драган Шуплевски Орал Дедо и како трета композиција ни беше Придите ублажим Јосифу од Часноков, руски автор. Во втората категорија, во духовна категорија, ми беше возможено 7 минути да имаме настап. Пеевме Ниња од Пушајашчи Кедров и величање Кирилу и Методију Тодор Скаловски. Значи, како што може да видите, имавме застапено и македонски автори. Младинскиот хор Свети Кирил и Методи брои 22 члена на возраст од 11 до 21 година. Тие се особено задоволни од постигнатиот успех. Се чувствувавме многу мали на тие големи сцени, а постигнавме толку голем успех. Впечатокот е комплетен со победите. Се вративме среќни. Нашиот успех мислам дека беше преголем и ние сме многу задоволни со тоа. Знам дека ќе има повеќе награди. Криво ми е што можеби некој од нас почнуваме сега и на факултет и се, но лично јас ќе гледам да останам тука. Не знаете колку ме смени карактерно и секако. Хорот беше на прием кај неговото високо преосвештенство митрополитот Повардарски Агат Ангел. Оваа година по пети пат беше промовиран и великопостниот концерт и по повод јубилеот на Македонската православна црква одлучивме оваа година да заминат за Москва, Русија, каде
Сакавме да го репрезентираат македонското духовно пеење, македонското црковно пеење и македонската народна песна. На приемот присуствуваше и градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Ние како општина континуирано заедно со дедото, заедно со МПЦ, заедно со Повардарската епархија го помагаме. И помагаме вашите настапи, ќе го правиме тоа и во иднина, бидејќи диапазонот на возраста кај вас ни дава за право да велиме дека вие сте нашата иднина. Младинскиот хор Свети Кирил и Методи постои 5 години, а ова е 3-та година откако настапуваат на меѓународни надпревари. Најстарото основно училиште во Велес Свети Кирил и Методи одбележува 160 години од своето постоење. Одбележувањето на патрониот празник е проследен со низа активности организирани од страна на учениците и наставниците. Наставниот процес во ова училиште е на високо ниво, а доказ за тоа е податокот што од истото се излезени генерации велешани кои подоцна станале многу познати и признати во градот и пошироко. 160 ученици од основното општинско училиште Свети Кирил и Методи парадираа од училиштето до црквата во Младинскиот парк. Ова е само една од низата активности со која го прославуваат патрониот празник на најстарото основно училиште во Велес. 160 балони во рацете на децата го представуваа 160 годишното постоење на ова училиште. Директорката Мирчева вели: горди сме на нашите ученици и успесите кои ги постигнуваат на секое поле. Овој ден ќе го одбележиме со едно убаво дефиле од 160 деца и 160 балони на кои што е испечатено името на нашето училиште и годишнината која што ја славиме. Ќе бидат дефилето ќе биде до црквата Свети Кирил и Методи да го одбележиме, нели, бидејќи така и е името на нашето училиште, и потоа се враќаат повторно во училиштево да продолжиме со останатите активности. Богатата наставна програма и секојдневните активности се предизвик за учениците. Тие велат прекрасно е да се биде дел од ова училиште. Тука е прекрасно да се учи. Имаше многу убави организации. Некои деца беа и во Србија изминатиот период и освојат 13 награди. Горда сум што сум дел од училиштето кое што е избрано за едно од меѓу 8 најдобри училишта во државава. Ние како училиште славиме 160 години од нашето постоење. Исто така имаме учествувано во голем број на различни организации, тука ќе споменам хуманитарната акција. На денешниот настан во училиштето беше присутен и градоначалникот Славчо Чадиев. Тој истакна дека е горд на оваа институција. Во ова основно училиште образование стекнале генерации велешани кои подоцна станале многу познати и признати во градот и пошироко. Ова е едно од училишта кој нема проблем со запишување и превачење. Интересот да се запишат децата во ова училиште е доста голем, така да може да погледнете и самите зградата како изгледа, сочувана автентичноста на зградата, реновирано училиште. Меѓу другото, основното општинско училиште Кирил и Методи доби комплетно нов лик со тоа што извршена е целосна замена на подовите и обновена е фасадата на објектот. Европската шампионка Габриела Зафирова и вице-шампионот Тоша Зафиров денеска беа на прием кај градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов. Зафирова го освои првото место и се закити со златен медал во категоријата фитнес модел до 35 години на Европското првенство кое се одржа во Будимпешта, Унгарија. А додека пак Зафиров ја доби лиценцата за светски судија од Интернационалната федерација за бодибилдинг и фитнес. Мартина Митков ги има деталите. Европската шампионка Габриела Зафирова, која е сопруга на познатиот бодибилдер и вице-шампион Тоше Зафиров, викендов стана европски првак во категорија фитнес модел до 35 години на Европското првенство кое се одржа во Будимпешта, Унгарија. Таа се закити со златен медал, го понесе епитетот најдобра во Европа и на Македонија и донесе уште едно злато. Додека пак на ова првенство нејзиниот сопруг Тоше Зафиров ја доби лиценцата за светски судија од Интернационалната федерација за бодибилдинг и фитнес. По тој повод тие двајцата денеска беа на прием кај градоначалникот Ванчо Апостолов, за кој чест и гордост е што фамилијата Зафирови потекнуваат од овој град и успешно го афирмираат како градот, така и државата во европски и светски рамки.
но досега овој успех не е постигнат вице шампион на светско ниво. Исто така, денес еве за прв пат со Габриела, неговата сопруга, која постигна еден врвен успех и тоа прво место на европско ниво во Будимпешта и се закити со уште еден трофеј и како што оди по стапките на нејзиниот сопруг, мислам дека ќе го достигне и неговото ниво. Ова е голем успех за Зафирова и за Македонија. Таа се закити со злато во конкуренција од 10 надпреварувачки во нејзината категорија. На Европското првенство во Унгарија настапија 180 надпреварувачи од речиси сите европски земји. Успеси на ова првенство постигнаа уште четворица македонци во различни категории. Учествуваа повеќе земји, значи од Европа. Имаше доста учесници, над околу 170-180 значи учесници, 20 суди значи беа, секој сите од надпреварувачите го дадоа својот максимум и на мене ми е огромно задоволство и чест што земав прва награда сепак со знаење, со негова помош, значи со целиот мој труд и ова му го посветувам на Тоше. Со овој успех фамилијата Зафирови уште еднаш докажаа како се сака и представува татковината. На денешниот прием кај градоначалникот, Зафиров му ја подари неговата автобиографска книга Патот до успехот. Дојдовме овде по причина одржување на нашето европско првенство во Будимпешта минатиот викенд, кој што бевме од ТИБФФ репрезентацијата на Македонија и постигнавме на листата завидни резултати. Габриела освои прво место во бикини фитнес, се закити со златен медал, имавме едно второ, трето место, неколку четврти места, така да како репрезентација постигнавме голем успех за Македонија. Вака јас сум првиот македонец кој што во ИБФФ федерацијата доби сертификат за интернационален светски судија, така на сите следни европски и светски такмичења ќе бидам нивен судија. За радоста да биде уште поголема, нејзиното признание како европски шампион и неговата лиценца за светски судија се совпаднаа со роденденот на нивниот син Блаже Зафиров, кој наполни 15 години. Нивните апетити за успех не застануваат тука. Следното надпреварување е на 17 јуни во Картагена, Шпанија, каде ќе се надпреваруваат соучесници од целиот свет. Изречени пресудите за 9 на обвинети за настаните во собранието. Сите добија условни казни. Прво обвинетиот доби 1,5 година условно, ако во рок од 5 години не го повтори делото. Преостанатите добија по 6 месеци, доколку не го повтора делото во рок од 1 година. Во судницата тие се изјаснија за виновни, се товарија за делото учество во толпа, што ќе спречи службено лице во вршење на службени дејства. На 8 на обвинети на денешното рочиште во Скопскиот кривичен суд им беше изречена условна казна од 6 месеци, доколку не го повтора делото во рок од година и пол. Судот притворот им го укина и на обвинетите на кои претходно им беше изречена таква мерка. Во продолжение вести од Македонија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ќе престојува во работна посета на Руската Федерација. Тој е одликуван со наградата Неговата светост патриарх Московски и на цела Русија Алексеј II за 2016 година, што ќе му биде врачена од патриархот на Руската православна црква Кирил на свечена церемонија, која ќе се одржи денеска во храмот Христос Спасител во Москва. Наградата представува признание на неговите заложби во зајакнување на меѓуправославните односи, улогата на религијата во општеството и во споставување, односно јакнење на принципите на верска толеранција. Наградата ја доделува Меѓународната општествена фондација за единство на православните народи за извонредна дејност во затврстување на единството на православните народи и за утврдување и промовирање на христијанските вредности во животот и општеството. Носители на наградата за 2016 покрај председателот Иванов се и поглаварот на Коптската црква патриархот Тавардос II и градоначалникот на Москва Сергеј Собјанин. Утре председателот Иванов ќе има средба со председателот на Руската Федерација Владимир Путин.
Исплатена е за останатата финансиска поддршка за 2015 година за земјоделците во висина од 1 милион евра, а во тек е исплатата за 2016. Парите треба да легнат на сметките на земјоделците до крајот на јуни. Први наред за исплата на субвенциите се сточарите за предаденото млеко во млекарниците за неколку фази, како и производителите за предадената арпака и откупената реколта во 2015. Подготвени се и налозите за исплата на житните култури, градинарството и производството на ориз од реколта 2016. Законскиот рок за целосна исплата на субвенциите за сите категории на производители е до 30 јуни 2017 година. Со првата исплата се опфатени полјоделците од Пелагониско, оризопроизводителите од Кочанско, градинарите од Струмичко и лозарите од Тиквешко. Британската полиција на Твитер соопшти дека уапсила 23 годишен маж во јужниот дел на Манчестер во врска со вчерашниот терористички напад, каде загинаа најмалку 22 лица, вклучувајќи деца, а 59 се повредени. Лица загинаа, 59 се повредени во експлозијата која што се случи синоќа на крајот на концертот на Ариана Гранде во Манчестер арената. Меѓу загинатите има и деца, соопшти утринава манчестерската полиција. Полицијата е уверена дека напаѓачот кој активирал бомбата загинал во експлозијата, јавува Guardian. Ирачкиот интернет портал Ахбар Ирак соопштува дека Исламската држава ја превзеде одговорноста за нападот. Приврзаници на джихадистичката групација Исламска држава утринава на социјалните мрежи го поздравуваат синокешниот смртоносен бомбашки напад во британскиот град Манчестер, пренесува БТА. Улиците околу арената каде се одржа концертот и натаму се затворени, а присутен е и голем број припадници на полицијата и антитерористичките единици, кои понатаму го пребаруваат теренот. Администрацијата на председателот Доналд Трамп денеска ќе го представи предложениот буџет за идната фискална година од над 4000 милиарди долари. Главни кратења се планирани на популарната програма за медицинска помош, односно здравствената заштита за луѓето со помали примања. Во буџетот се предлага и големо зголемување на воените трошоци. Презентацијата на буџетот е уште еден чекор во долгиот процес кој минува низ Конгресот. Буџетот треба да биде усвоен до 30 септември годинава, односно до крајот на фискалната 2017 година, за да се одбегне затворање на владините служби. Северна Кореја истрела денеска проектил преку границата со Јужна Кореја, а јужнокорејската војска соопшти дека стрелала во воздух како предупредување во правец на тој објект. Војската на Јужна Кореја според нејзин представник се обидува да утврди за каков вид на објект станува збор, како и за патеката на неговото движење, но додаде дека најверојатно станува збор за дрон. Јужнокорејската агенција Јонхап јави дека војската истрелала во воздух и во правец кон Северна Кореја околу 90 рафали од пушкомитралес. На самиот крај од дневникот метеоинформациите. Денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност. Минималната температура се движеше од 6 до 13 степени, а максималната се движи во интервал од 19 до 27 степени. Во наредните денови подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на влажни воздушни бранови, кои ќе предизвикаат времето да биде променливо, облачно и нестабилно, со повремени врнежи од дожд, а наместа проследено и со грмежи. Повеќе врнежи ќе има од утре па се до четврток и тука некаде и крајно според метеоролозите времето ќе има навистина намалување на температурите. Овде завршуваме со информациите за времето и со информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.